Во 21. век жителите на село Дрвош се соочуваат со недостаток на вода, неопходна за живот на секој човек. Старата водоводна мрежа, иако е во функција, никој не одржува. Водата која што се влева во резерварот не е испитана веќе со години ниту хемиски, ниту бактериолошки. Во изминатиот период, токму во најголемите горештини, ниту ваквата вода не можеше да допре до граѓаните, поради рестрикциите на секој 3 дена. Само 1 час во денот граѓаните добиваа неисправна вода, заматена и полна со кал. Слична е ситуацијата и во село Иловица. Таму се користи техничка вода. Затоа граѓаните на Иловица се приморени водата за пиење да ја исцрпуваат од селските бунари и чешми исто како во 18. век. Ваква катастрофална состојба со недостаток на вода трае со години, со што е загрозено здравието на граѓаните од село Дрвош и Иловица. Иако во буџетот на општина Босилово за 2015 година има одвоено 6 милиони денари или околу 100.000 евра за обезбедување на вода за пиење, ништо не се презема. Иако беше прифатен амандманот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и владата одвои средства од 2 милиони денари за вода на граѓаните, овој сериозен проблем не е решен. Неодговорно е и срамно е градоначалникот на Босилово да излегува во јавноста и да раскажува за неговите заложби. Градоначалникот на Босилово, господинот Лјупчо Колев, има обврска да им одговори на граѓаните. Зошто одвоените средства за обезбедување на чиста вода не ги искористи, за да се реши или барем да се ублажи проблемот со водоснабдувањето? Каде завршија 6 милиони денари, пари наменети за обезбедување на чиста вода за граѓаните? Како е возможно да се биде градоначалник на општина Босилово 2009 година, а во селата да нема вода за пиење, како што е пример со село Дрвош и Иловица? Колку треба да е голема неодговорноста на еден градоначалник и за период од 6 години да не обезбеди вода за пиење за своите граѓани? Алармираме во интерес на граѓаните на општина Босилово. Проблемот со водата за пиење веднаш да биде решен без одлагање.